Мастрав Муабет е првенствена емисија во која што ќе ги дегустираме највкусните јадења од македонската, а во денешното издание од италијанската кујна. Ние уживавме во тестенините на ресторанот Пелистер, а сега ќе уживаме со сладок десерт. Но дорека да дојдеме до тој ред, ќе продискутираме што дегустира Сара од уметност. Како она се справува со уметноста и како живее со уметноста во овој период, со оглед на тоа дека си вработена и во македонската опера и балет, мајка, естраден уметник и така натаму. Сите улоги. Па уметноста мислам дека е нешто што треба да не одржува цело време. И дека е едно од најважните работи да се одржуваме психички и емотивно. Така што дегустирам, да. Сега последно бев на концерт во филхармонија на Силвија Перес Круз, како дел од Дофест. Слушам музика исто така во слободно време, како што не знам, читам книги или ќе погледам некој добар филм, така што тоа е начин на кој што валјда си го бараме излезот и дегустирање на уметност, како што кажа. Како на работа? На работа? Да. Кој не работа, море? Не работа. Кој не работа? Не бе, одлично, многу убаво. Пошто поретко сега со пандемијава. Не. Убаво зашто сега има една многу интересна идеја, тоа е да свириме во камерни состави и си направивме едно многу интересен камерен состав и едва чекам да почнеме. Ја викам да не е онлайн. Онлайн се надевам дека и ќе биде онлайн. Да, мислам баш би било фино да може да си го гледаат луѓе и од дома. И мислам дека тоа е еден интересен проект кој што треба да се случи некаде во март во Македонска опера и балет. И така, деве, малце ќе откријам, се спремаме трио едно да свириме, ама и да бидам искрена, подобро да оставиме некое време па после да збориме пак. Сега си актуелна посебно, бидејќи те ги има репризите од Танцот звездите. Стварно? Да, значи неколку пати те начекав на телевизија. Како тоа искуство влијаеше на тебе, на начинот на кој што твориш, на кој што гледаш на работите во животот? Значи, дали те промени, дали ја промени твојата перцепција? Ти кажам, после Танцот звездите, многу ме прашуваа за Танцот звездите, ама после долг премиски период како еве ден денес, ретко кој ме прашува, а мислам дека тоа ми е еден стварно составен дел од тоа која сум јас и која ќе бидам јас во иднина. Пошто беше многу важен период во мојот живот, еден од најубавите периоди во мојот живот, можам да кажам. Деновите кога работевме, кога бевме таму и бевме у сала, па на крај, можам да кажам, нескромно од 8 до 10 сати со Мишо. Мислам, тоа не можам да го објаснам, стварно вака со обични зборови колку е прекрасно, зашто треба да се осети она како беше се што имаш да ми кажеш ми на подиум. Да. Така што, не знам, говорот на телото, емоциите кои што сакаш да ги кажуваш преку телото, споено со музиката и не знам сега да не сме премногу абстрактни, ама не знам, многу беше важно за да многу важен дел од мојот живот. Не знам зошто беше тоа така, валјда пошто те развива и на една скроз на еден друг левел те развива. Јас го гледав оној финалниот настап на Тешкото со Мишо Спасовски. Знаеш, се гледа дека вложуваш и емоции во самата изведба. Тука и Мишо е одличен танчер кој што сигурно ти помогнал многу во твојата танцова едукација и искрено многу беше интересно да се гледа како пеачите од нула позиција доаѓа до едно солидно, задоволително ниво, репрезентативно и убаво за гледање на телевизија. Да. Па вежбањето му е мајката. Само тоа. Дека е се. Ништо ако не си волен, мора да имаш многу голема желба за да го правиш и да ти е убаво и да уживаш и останува само да уживаш да вежбаш, валјда. Што би променила за да биде уметноста на едно повисоко ниво?
Многу јако прашање. Денес имав напорен ден, а ти ме прашуваш сериозни прашања за кои што би ми требало барем 4-5 минути да размислам за да ти го одговорам. Заради тоа што сигурно би променила еден тон. Па добро, имам хипотетички работи. прашања неколку, чисто онака еве на брзина блиц. Знам дека брзина? има многу работи за промена, не дека институциите не работат добро, напредуваат и така натаму, ама сигурно има многу работи кои што би се промениле и кои што би можеле да ја подобрат работата. Да. Значи мислам дека една од работите би било тоа што пред се луѓето кои што ги водат институциите и не само институциите, туку и не знам сите видови на медиуми, сите видови на све во ова све во кое што живееме. Поправилно би било се. Се, ама може и све, пази да не све згазиме во водата. Да не пливаме во Скопското езеро. И мислам дека е од клучно значење да, не знам, кога некој многу си ја сака работата и многу си ја сака институцијата и дава се од себе за тоа да го крене на едно повисоко ниво, ние луѓето треба да се промениме пред се. Односно, мислам дека, например, наместо да бидеме експерти во сите сфери, секогаш за се што постои на Facebook, можеме секој својата професија да проба професионално да се надгради, да почита малку повеќе, да потроши малку повеќе време на она што го работи за да стане подобар во тоа и тоа е начинот на кој што се развива љубовта, така со посветеност, со континуитет. И добар менеджмент. Посветеност и Па да, тоа би било и пак тоа е рационално дел од тоа. размислување. Да. Така. Да. Која е твојата животна филозофија? Има ли некоја мото кое што те води во животот? Па дефинитивно би било дека тоа што сакаш да го правиш, треба да го правиш најдобро што можеш, да го дадеш твојот максимум, без да се двоумиш околу тоа, да го правиш храбро и постојано, со многу дисциплина и континуитет и да бидеш тоа што си ти, ниту да пробуваш да бидеш некој друг, ниту да пробуваш да те интересира повеќе туѓата работа отколку твојата, пошто приметувам дека тоа е честа појава во денешницава. Сметам дека доколку сите би го правеле она за кое што сметаме дека сме родени на некој начин, а тоа е онаа зона кај што ни е најубаво, кај што сме најисполнети. Ако работиме на тоа 24/7, мислам дека светот ќе биде поубаво место за живење. Како како музичар се справуваш со предизвиците кои што ги наметна овие нови времиња на живење? Нели имаме цело време рестрикции, па нема рестрикции, значително се скрати слободата на движење, слободата на изразување. Како ти се справуваш со целата оваа ситуација? Како гледаш на работите како музичар? Мора да се прилагодуваме со се што ни носи времето. Се прилагодувам, имајќи повеќе слободно време, гледам повеќе да творам, повеќе песни да излезат од мене, да напишам повеќе текстови, да направам некаков концепт за аранжмани за тие песни повеќе. Не знам, може би звучи досадно, ама пак се ми се врти околу музика. Мислам дека ти кажав и во првиот дел, тоа е лајфстайл, тоа не е нешто што ние го работиме, затоа велат to play music, а не to work music. You play harp, you play piano. You do not work harp. Да, Така што тоа е супер зборува англискиот јазик. Игра е цело време, не знам, на некој му е треба да го она како што на децата им е интересно цело време кога ќе си го завозат филмот во едно нешто, не знам, си прават замоче, па сега си го качуваат барбиката на крајот на замокот или што и да има играта. Мислам дека исто и ние треба цело време да се возиме во некој филм. Многу е важно да го правиме тоа цело време, да го преживуваме, макар и да готвиме или не знам да водиме љубов, што и да правиме, треба да сме таму 100%. Тоа е главното. Кога сме ке 100%-ното нели вложување, ти работиш во македонска опера и балет, свириш на харфа. Да. Ајде некои митови за харфава да расчистиме. Колку тежи една харфа? Тоа ми е првото прашање.
Една харфа тежи околу 40 килограми, од 38 до 43 да речеме, но поголемиот проблем зависи колку е голема, заради тоа што има повеќе видови на харфи. Има педална харфа која што може да биде концертна или полуконцертна, која што може да има од 46 до 48 жици, може да има келтска харфа, ирска, електрична. Сега некои тежат помалку, некои тежат повеќе, во самиот опис кога ја купуваш, пример, пишува, но педалните тежат околу 40 и нешто килограми, тие се од тие потешките. Таа е многу гломазна за носење, тоа е поголемиот проблем. Мора да има четврт за харфата. Како мислиш да има четврт? Па кој ќе ја донесе? Па со тебе нели се договараме? Да, Не се сегаш? Да. И уште по трики е тоа како се става на некое одредено место. Например, треба секогаш да е подпрена за столче, за да и биде добро спазена рамнотежата во случај на не да Боже земјотрес може да се преврти од едната страна доколку не е секогаш подпрена на столче или на зид. Тоа е една од интересните работи. Те гледав на Скопски фестивал и седам и те гледам харфа огромна, човече, шифонјер. Викам, како ја ставија на сцена, кога успеа да ја извадат, па уште во одреден момент се гледа дека ја поместуваш, викам, човече, свири ја поместува харфата. Значи, искрено, навистина импозантно делува таа харфа и затоа и сакав и да те прашам колку е тешко да се свири харфа во споредба со другите инструменти. Ти си музичар, веројатно знаеш и другите сме те гледале нели и на гитара, која е разликата помеѓу нив? Па, харфата, јас во основно имам учено дека е еден од најсложните и најтешките инструменти, заради тоа што е апла полифон инструмент, нели повеќе гласие, можеме да водиме бас тема, можеме да водиме хармонија, да имаме мелодија во десна рака, може во некој случај палецот да има мелодија, а останатите прсти да ја свират хармонијата. Има еден композитор Хазелманс, пример еве едно дело од него ќе испеам, ќе пробам да го испеам. Палецот има мелодија вика пара бала бала пала пара бала пала пала бала 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 пала бала пала бала бала пала бала пала бала бала и се тоа бала 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 се прсти. Арно тие се хармонијата, а палецот е уствари мелодијата. И мислиш на многу работи, мислиш на да излезе мелодијата, да е мека хармонијата, да педалите се оној дел кој што ја прави харфата едно од посложните инструменти, заради тоа што горе таа е диатонски инструмент. Се што е хроматски се поместува долу со нозете. И баш случајот на Скопски сакав да ти кажам за тоа поместување, ни се лизгаше подот и одлучивме да ставиме тепихче, како што ставаат бубњарите. Арно ама, тепихчето за време на свирењето ми се заглави помеѓу педалите како што се набра една фалтичка и се стави помеѓу педалите. Кога пробав јас едната педала да ја поместам навнатре, имаше тепихче. Да. А ние бевме усред изведба уживо која што оди на Во живо оди на телевизија пренос, и песната нели учествуваш на фестивал, мислам сепак со натпреварувачки карактер. Да. Скопски фестивал кој што е навистина еден многу значаен фестивал за македонската популарна музика. Јас во тој момент се појавува прв пат натпреварувач со харфа и мислам сакаш да е добро пред се in the name of music. И ја дига харфата како да е 2 кила, викам. И тогаш силата ти доаѓа не знам од кај, сватив што е проблемот за некоја среќа и пробав да со нозете го раширам тепихот за да може да се истегне тепихот и да нема дупка помеѓу педалите за да може да продолжам понатаму. Пошто имав молска строфа, а дурски рефрен, точно беше демол кој што оди во дедур и тоа фисот требаше да има Со фис педалот. во следниот акорд. Да. Јако. Така што тоа беше еве прв пат го раскажувам ова, ама тоа беше случка. Видиш како сум го запазил тој момент, Да. сега викам, не ја дигна во сред Да. свирење харфат. Тогаш морам да го пофалам Љупчо Мирковски, диригентот, кој што уствари ме свати што се случи и беше онака на штрек ме пратеше за да влеземе заедно со оркестарот во рефрен. Ќе продолжиме со харфата. Ти беше представник на Македонија на World Harf Day. Кажи ни повеќе за тоа искуство. Настапи со 2 песни, со 2 мелодии, така? Со Донка of Macedоnia.
една беше песната, ама беа две теми. Добро. Би тематска композиција, првата тема беше моја авторска тема, инспирирана повторно од македонскиот фолклор. Втората тема беше Сербез Донка. Беше многу голем предизвик пред се, заради тоа што целта на World Harp Day беше секоја земја да ја представи својата култура и традиција преку музика отсвирена на соло инструмент, односно соло харфа да биде, да нема поддршка од, не знам, бенд, например, никаква камерна музика. И ми беше многу голем предизвик да ја направам јас таа преработка, да речам, од Сербез Донка, заради тоа што немаме многу литература, мора да кажам, за харфа и за класична музика. И така ми беше многу бев возбудена заради тоа што им работам со представувам мојата земја Македонија. Свирам, треба да преработам музика која што потекнува од моето парче земја Македонија. Традиционална стара песна. Точно така, Сербез Донка. И голем предизвик беше и многу сум среќна заради тоа што мислам дека на крајот завршивме со одлична композиција која што им се допадна на харфисти ширум светот. Добив многу пофалби после World Harp Day. Така што евентуални соработки во иднина, нели со оглед на ситуацијата во која што се наоѓаме, сето тоа ќе би да стане на стендбај. Но мислам дека јас сум многу среќна, беше супер. Ако Ибн Кемал го опишал Скопје како земска копија на рајската градина, тогаш чаршијата е портата на таа градина, зад која се уште вирее уметноста на градот. Денес, до виножитата над чаршијата, оние после врнежите од песната на Сара, се стигнува преку македонскиот фолклор и мелодијата на Сербез Донка, на Јаничкови. Традицијата и денеска е вткаена низ уметноста на допирот, токму од дланките, во колоритот на ракотворбите, во шарите од килимите и во крилата на филигранските пеперутки. И мелодијата на харфата е вес и филигран од ноти. Музиката е освојувач на просторот. Таа се раѓа и меѓу ѕидовите, под куполите на поранешните анови и јамами во кои се капеле скопските убавици. Мирисот на мошус повеќе го нема, но алвата, кожите, шербетот се уште струјат. Денеска имаме фузија од старото и новото време. Мајсторијата на последните занаети, кои полека се губат, потиснати од новата ера, ќе ги најдете на калдарместите улици, распоредени по занаети: златарска, кујунџиска, јорганџиска, за нас чадорџиска. Таа е најкраткиот пат за Европа, бидејќи е веќе прекрстена во европска. Чадорите се нејзиното символично виножито. Тие денеска не чуваат од малери, харпови, хемтрейлс и секако дождови. Со нив владее кралицата на врнежите, која е зачин во мастрафот на Скопје. Еден дел од неговата душа се и гулабите, кои се приказна за друг пат. Нивното старо македонско име е Пелистера, гулаб, случајно како и името на местото, каде што продолжува да тече нашиот муабет. Факултетот го заврши во Софија. Можеш ли да направиш споредба од бугарската естрада со нашата естрада? Една мала паралела да направиме за гледачите, како таму се одвиваат работите, бидејќи подолг временски период се било, и како вдека се одвиваат? Прво мора да кажам дека таму има многу повеќе, не знам дали е правилен збор, естрада или општо шоу бизнес, да, може би поправилниот збор. Значи таму прво да почнеме од тоа дека тие имаат околу 20 телевизии за музика. Зборувам за популарна музика, алтернативна сцена, не знам, метал програми имаат, рокерски, имаат джез музика и програми, телевизии за истата, многу емисии, контактни, ток-шоуа во живо. Исто така имаат и она турбо фолк која што оние викаат чалга, па имаат, не знам, поп фолк, па чист фолк.
традиционална бугарска музика, да тргнеме од тоа дека они учат традиционално пеење на факултет, уште од многу поодамна, дури имаат и сега и кај нас мислам дека има поп пеење, мислам дека Андријана предава, но ова е, мислам дека Тазе, мислам по Тазе, од повеќе години го негуваат тоа. Значи и образовниот систем ги подкрепува, но и исто така медиумот најсилен, кој што се вика телевизија, ги подкрепува јако, зашто Video Kill the Radio Star многу е важно да може сите да работиме, да има емисии, односно телевизии кои што нонстоп ќе се вртат тие песни, тие спотови, нели ќе има раководителите, односно уредничците на тие емисии, исто така се претпоставам внимателно одбрани луѓе кои што одлучуваат дали има пцуење во оваа песна и нема да ја пуштам, зашто нема да си го воспитам добро јас ова мое човештво, односно младината, и дали оваа песна заслужува да се најде тука. Исто така нели треба да има луѓе, тие се тие луѓе кои што го креираат јавното мислење. Арно, ама има и Студио 5, има и Софија Лайф Клаб кај што доаѓаат луѓе како еден Раул Мидон, како една Дилайла, не знам, од кај нас исто така беа Bay the Fish, беа Фултин, Зала Българија, не знам, исто така работат, имаат повеќе оркестри, да го земеме и класичната музика да ја ставиме на маса, нели нема само, пример кај нас имаме само во Скопје, Македонска опера и балет, која што сега се вика некако другачие, да не навлегувам. Македонска опера и балет. Да, за мене ќе остане Македонска опера и балет. Например, кај нив е Софиска опера и балет, исто така имаат и Пловдивска, Стара Загора, бла 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 бла. Сметам дека например Битола исто така заслужува еден оркестар. Функционира камерниот оркестар, колку што знам, на колегата Владе, но тоа е, колку што знам, приватен оркестар. Мислам дека можеби е паметно да си направат еден оркестар, Охрид, можеби, не знам, но многу е важно да имаме телевизии кои што ќе пуштаат секакви спотови и секакви музики. Мислам дека има многу музика во Македонија, мислам дека има одлични изведувачи. Имаме луѓе како Джијан, имаме бендови како Фултин, имаме уметници како Принц, Сара Меис. Благодарам. И така имаме многу, да не заборавам некој, нели, имаме и многу добри продуценти, имаме и поп музика, имаме и андерграунд бендови, така што многу би било прекрасно да може да не гледаат почесто на телевизија. Еден од настаните кои што уствари се увертира дека оваа 2021 година ќе биде супер и новогодишниот концерт кој што се случи на крајот од декември 2020 година. Што ќе ни кажеш повеќе околу тоа? Твоите впечатоци и така натаму. А во прав момент прашањаво, баш би го надврзала со претходното. Ајде. И оваа прилика баш би ги од се срце искрено пофалила Филхармонија, Джијан, ЗДЖМ, Гоце и сите, заради тоа што се баш такви луѓе кои што многу ги почитувам, кои што многу си ја сакаат работата, кои што се многу велики музичари, а во исто време и луѓе. И ете, тие беа иницијатори тоа да се случи, мислам, тие го направија тоа, нели? И на нивна покана бев дел од тој новогодишен концерт, кој за мене беше вистинско уживање. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. John. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail rings, making spirit bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
заради тоа што си бевме на сцена, заедно со Калина Полина, со Дексо и со Джони или Applegrim. И се чувствував баш како да сум на еден одличен концерт, кој што уживав во инструменталниот дел, кога требаше да пееме, уживав во изведбите, кога требаше колегите да пеат, уживав во нивните изведби. И ептен многу, мене ми беше многу убаво, мислам дека имаше и доста добра критика и доста луѓе уживаа во тоа. Беше една одлична дружба. Стварно сите тие луѓе кои што свираа таа вечер на таа сцена и кои што беа таму се луѓе кои што исклучително многу ги почитувам. И ми беше стварно чест тоа да го правам заедно со нив, односно да се случува музика на таа сцена. И многу си минјам капа за тој настан, тоа што беше баш еден од примерите како треба да се случуваат работите, според мене. Дали новите трендови, условно речено, ја убија музичката уметност? Бидејќи сега имаме хиперпродукција на музика, мое мислење е дека квалитетната музика, за разлика од пред неколку години, еве ти си подолго време веќе на естрадата, без разлика што си млада, ти си одамна на естрадата, може да направиш една паралела како новите трендови влијаат врз музичката уметност и тоа и врз правите музичари уметници. Па, новите трендови и те како влијаат и можеби тоа излегува од контрола. Според мене, мислам тоа ни е веќе јасно, џабе е да го збориме и да го повторуваме, зашто да, ако треба да кажам кратко да или не, да, мислам дека новите трендови се стремат да ја утепаат начисто уметноста. Арно, ама не сакам да бидам негативни и да идам во тој правец, пошто тоа де факто е така, окей, лошо е. Мислам дека треба да превземеме нешто и дека тоа има начин како да се реши, со тоа што мислам дека од многу луѓе зависи, односно од сите нас зависи. Исто како тематиката за нашата планета Земја, кај што ги трошиме ресурсите и треба да ја сачуваме планетата. Исто така е и со музиката. Значи, доколку секој родител, значи контрола, доколку малку повеќе си ги контролираме децата и тоа што слушаат, што гледаат на телефоните кои што можеби сметам дека претерано им се даваат. Можеби еве еден мој предлог, не сум најпаметна, ама еве јас како правам со кирка ми, не ја дозволувам телефон да зима, туку се што сака да гледа и пуштам јас од телевизор, преку YouTube да речеме, но јас го пуштам тоа. Имаше период кај што премногу гледаше едни Дијана и Рома, можеби и твоите, тоест ти имаш поголеми деца, но не и се. И сватив дека не и влијаат добро Дијана и Рома, не ми се допаѓа тоа што го презентираа како содржина. И не знам, пуштив Хари Потер да речеме. Маша и Медо. Да. Значи, мислам дека контролата е многу важна. Како што родителите треба да контролираат што слушаат децата, исто така пак ја кажам креаторите на јавно мислење, значи уредници, телевизии треба да бидат тие кои што ќе го контролираат тоа. Пошто многу е лесно. Знаеш, у комфорт зона, ама nothing good comes from comfort zone. Многу е лесно да останеш у комфортна зона и јас сега да ја бапнам цела торта, супер, ама нема да се осеќам убаво после тоа, мислам, нема да ми е телово со иста енергија како што кога би припазила малку. Значи, многу надолго на широко, извини, ама имам, ке поентирам, верувај, како политичар сум, кога велат, кога се караат на дебата си влагат збор, остави ме да поентирам, те молам, еве ме. Уште минута имаш до завршување. Добро, значи ми беше еве на пример има ЗДЖМ. Гоце Стевковски ми е исто така колега од опера. Тие се, не знам, има доста бендови кои што се многу добри и кои што го прават тоа. Еве сега и бубњарите си направи едно здружение, гледам. И се повеќе бендови кои што се поубаво го прават тоа, си играат, нели, play music. Ја импровизираат таа джез музика и ја свират. И тие се тука постојат, ама не до толку луѓе ги знаат, зашо и па и не до толку телевизии ги промовираат, да речеме. Ме сваќаш, значи тоа е тоа што мислам дека контролата, има музичари, има музика, има и одлична популарна музика, има и одлични популарни продуценти и изведувачи. Арно, ама дечки, ние правиме спотови за на YouTube. Тоа е фактот, за жал. Да. Ние сме, значи,
стварно Косово има повеќе телевизии кои што нонстоп само за музика, кои што кај што се пушта музика, се пушта музика, се пушта музика. Многу ни е важна музиката, таа е таа која што исто како книгите ние преку уметност, децата преку игра учат. Децата кои што се малку поголеми, кои што се веќе групираат во групи како тинејџерите, рана фаза на тинејџери, преку песна учат. Дајте да ги научиме преку песни и спотови. Мислам, ова е нешто кое што сите треба заедно да го направиме. Шетаме овдека и има доста историски личности и чисто е хипотетичко прашање. Ајде. Кога би можело да се вратиш во минатото, со кого би сакала да се сретнеш и да се запознаеш? Од музиката, нормално. Од музиката? Да. Па не знам, со повеќе луѓе. Па еве, кажи пет од тие повеќе Нина луѓе. Симон, можеби со Дороти Ешби, која што е една изворедна харфистка, која што свирала за тоа време джез на харфа, што е многу интересно. Не знам, многу луѓе, палја и други, као Ела Фицџералд би се стопила да ја запознам, не знам, или Сара Вон, исто така. И не знам, многу луѓе. Уште да ти набројам, сакаш? Да, сакам, од нашите. Од нашите? Да. Здраво! Здраво, дечки. Јас бев многу голема фанка на Тоше Проески, многу. Ама имав една прилика да се запознавам со него, односно неколку пати, така да валјда он не би го вбројала него во ова. Онака бев скроз малецка и учев во нижо музичко училиште. Он тогаш студираше. И на неколку пати онака баш губев здив кога го видев. Многу бев фанка, цела собой беше со постари од него све. И мајка ми му рече еднаш као Тоше те молам чека да те гушне, и он беше таков пресрцка, најзлатен во свет. Застана со таа најмила насмевка и харизма и мислам дека беше онака топлината негова, секој би осетил. И онака не можам, тој момент вака баш го памтам кај што вака се топам неговата преградка и си викам само леле. Многу го сакав стварно. Ама ете, него на таков начин сум го запознала, не од блиску да дознавам нешто повеќе, ама на таков начин ете ако се брои да речеме. Инаку Шпато би сакала многу да го запознавам. Нина Спирова би сакала многу да ја запознавам. Социализација, ма не изолација. Yes. Тоа е главната поента. Кога сме кај изолацијата, сите имавме доволно слободен период да останеме дома, да се пронајдеме себе си. Што сакаш од уметност, од литература, од книжевност? Дали си повеќе за книга или си повеќе за филмската уметност? Што е она што тебе повеќе те влече, во што уживаш? Па, многу голем фан сум на книги. Исто така сум голем фан и на кинематографијата, заради тоа што има многу добри филмови стварно. Знае да има и не толку добри филмови, значи многу сакам филмови што се добри, а неќам филмови што не се добри. Ќе давам примери за да бидам поконкретна, ма да се вратиме прво на книгите. Во последно време сум многу голем фан на Јун Несбе. Тоа е еден норвешки писател, кој што е меѓу другото и музичар, има бенд. Дидере му се вика бендот, свири гитара, пее, има 60 години, изгледа као 37-8. И значи, пишува трилери, криминалистички, многу интересни, многу живописно ги опишува ликовиве и целите настани. Тој ми е најнов омилен писател. Последно читав Ловци на глави од него. Кај книгата ми се свиѓа поише тоа што кога читаш книга, ти си го возиш филмот. Ти фантазираш, ти замислуваш како изгледа ликот, ти замислуваш цела ситуација каква е, ти си правиш сценографија, ти ги црташ боите, ти си сликарот у моментов, ти се возиш, ти го правиш филмот, ти си режисерот. Тоа ми се свиѓа кај книгите највеќе, исто така Гиом Мисо ми е хит у последно време, многу ми е интересен, значи така неочекувано. Со секоја наредна страница си на различно место кај што немаш шанси да претпоставиш дека ќе отидеш.
Инаку, како помала, да речам, читав многу Ден Браун, читав онаку еден здив. Не знам, Агата Кристи, Пауло Коелјо, све тоа како помалецка сум го читала. Лусинда Рајли сега исто ми е хит. А што се однесува до филмовите, еве сега ќе направам една паралела, пошто спомнав Ден Браун. И така ми текна на, не знам, например, Инферно, на Ангели, Демони, на Кодот на Да Винчи. За сите тие извадија филмови. Да, можеш да направиш една спора. Добри актери, но јас стварно не издржав да ги догледам филмовите, направо се изнервирав. Не можев да издржам. Исто така и оваа еротскава 50 нијанси сиво. Затоа на велико се коментираше дека Човече, значи финалниот производ не далеку е од книгата. Значи луѓе кои што не ја прочитаа книгата, значи јас многу и еротика знам да читам, да бидеме искрени, мислам ми се свиѓа. Таа книга која ја прочитав, малце мислам комерцијална, лесна е за и луѓе што не читаат многу често може да ја читаат во еден здив, ама книгата беше стварно супер. Филмот беше катастрофа, нели ова се е мое мислење, со тоа што жал ми е за книгата, пошто филмов направи луѓе кои што не ја прочитаа книгата да речат ужас ова што е ова бла бла бла, уствари книгата е стварно кул. Сега има некои филмови што се стварно добри во однос на книгите, како Хари Потер ми е Хари Потер за секогаш. Lord of the Rings, Кралот на прстените. Епизода Господари на прстените во чаршијата. Скопје има уникатен господар на прстените. Азното на чаршијата си има свој гардијан, Алфа и Омега, или само Алфа за мачките по сокаците. Овде Паша го чува прстенот, затоа не го чепкаме. Ќе побараме од другите популарни прстени. А сака да се мази? Агресивен или не? Воопшто, видите. Сака да се мази, мачор. Аха, а сега? Што не можеме да го извадиме? Тоа што го носиме, да ти кажам. Прст не сечеме. Види вака. Сегаш кога ќе загои прстен, си е вака влеш. Усари вака треба тоа згоре, тоа зло е вака полека. Секи помиш. Свитките е вака малце, не, ама не стегајте. Кожата е на таа страна така свртена. One ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness find them. Значи, јас сум тотална фанка на Game of Thrones. Мислам дека Game of Thrones ми е единствена работа што ја сакам, што е као комерцијална и сите други ја сакаат. Обично сум контра на све што ако не знам, сите сакаат нешто, мене тоа може нема да ми се допадне до толку, ама Game of Thrones сум многу голем фан. Интересно е за Том Хенкс како одличен актер, беше доста критикуван и самата За Ден Браун збориш така? За филмовите беа доста критикувани, доста полемики предизвика, ама сите беа со иста поента дека не сите обработки на книгите, визуализации на книгите поминуваат добро. Милениумска традиција. Скопско виногорие. Моето семејство е извор на мојата радост.
и свежо подготвената храна. Вкусно, свежо, печено пиле. За среќно семејство. Ајде да славиме. Конечно наше. Јона пиле. Ние имаме еден поинаков код од оној на Да Винчи. Тоа е кодот на македонскиот бит. Тој е запишан во нотите, везовите, фолклорот, песните, тешкото, во простата и строга песна на Блаже Конески. Новите фиданки, генерациите, имаат задача да ја чуваат традицијата, токму преку зборот, песните, нотите, шетајки меѓу кориците на книгите, кои чекаат да бидат допрени и вгнездени во мислите. Како за крај, значи ние намерно го започнав разговорот со Танцот звездите и со Блаже Конески и Тешкото, финалниот настап заедно со Мишо Спасовски. Ние имаме едно изненадување за тебе, а тоа е една песна која што би сакала да ја прочиташ на гледачите, се вика Убавите жени, човече, денеска само се убави жени, значи комплимент до комплимент, а те ги чувам комплиментите на крај. Ајде. Еве, повели. Вака кон камера, која камера ми е? Тамо си гледам. Добро. Убавите жени. Убавите жени во мојот народ, тие брзо прецутувале, како цут од Кајсија, како мајски јоргован. Ох, неправда! Тие им припаѓале на неизбрани мажи. Нивните коси дење сплетени во прцлиња, ноќе распуштени по градите и колковите. Нивниот постап на препелица набрзо го сопинала унечка. Нивната младост поминувала како мирисна липа што го одвева ветрот. Набрзо тие седнувале на порта со наведната глава и издадени коленици, со нечујна издишка. Убавите жени, несрекните жени, тие брзо прецутувале, како цут од Кајсија, како мајски јоргован. Браво, браво. Значи, види сега, ти не си како жените од Блаже Конески, како поминуваат годините си се подобра. Мојот маж е избран, не на неизбраните мажи. Се подобра и се поуспешна и поавтентична, така што сите комплименти одат кај тебе. Како за крај, што би им препорачала на помладите генерации и на гледачите една основна водилка во животот? Како да се водат? Како се водиш ти? Како се водам јас? Па гледам да ги прилагодам сите звезди да работат во моја функција, односно за моето арно и позитивно, но не само за моето, туку и за она што го кажа ти преска, за општото арно и позитивно, заради тоа што тоа е заразно и се пренесува. А тоа нешто се прави преку надоградување на себе си. Многу е лесно да се опуштиме и да дозволиме да, не знам, бидеме тажни, да јадеме секакви видови на храни кои што знаеме дека не ни причинуваат добро, да не се позаинтересираме да слушнеме добра музика, да не се позаинтересираме да прочитаме добра книга и да истражиме македонски автори, како Венко Андоновски, преска сакав да го спомнам, нема врска заборавив, односно да. Така што тоа е моето мото, треба да даваме се од себе за да бидеме најдобрата верзија од себе. Треба да мечтаеме и да сонуваме постојано, да немаме максимум, да не ни е достигна цело време да се бориме за да направиме нешто подобро со себе, со нашето поколение, нашата традиција, да бидеме добар пример. Мене ми беше чест и задоволство што беше дел од нашата емисија. Разговаравме доста за уметноста, за музичката уметност, за тоа, за начинот на кој што ти твориш. Сподели со нас доста твои тајни, начинот на кој што твориш, тајни за харфата. Се надам дека ќе продолжиш понатаму во овој ритам и дека ќе се видиме што е можно поскоро. Ти посакувам многу среќа во иднина и среќно понатаму. Фала многу и мене ми беше прекрасно искрено.
Многу убаво си поминав и ви посакувам емисијава да ви зрее и за многу убави поводи да се видиме пак. Паѓам в преградка на златни лисја. Мој си дете, мој си дете.